Иницијалниот план за ова видео во суштина беше да зборувам зошто е паметно да возите прв пат офроуд или кога сте почетник како јас, офроуд на настан, на организиран настан. Ама додека стигна на ред да го снимам јас ова видео, искуството ме натера да почнам и да организирам настани. Па така, наместо да ви кажувам моето лично искуство зошто од моја перспектива себична е паметно да возите на настан, ќе ви кажам зошто е паметно да возите на марк. Затоа што во меѓувреме организиравме целоден настан, кој што всушност, нели, му требаше време, траеше да се смисли, да се одлучи, но тука е, ќе се случува. Па така да нема да ми замерите ако бидам промотивно ориентиран, можеби прв пат на овој YouTube канал, ама на срце ми лежи ептен со мерак го правиме тоа. Да се вратам на темата. Секој си има свој начин како совладува некоја техника на возење. Јас лани снимав видео дека го купив овој мотор за да се пуштам малце повеќе да возам офроуд. Имав големи планови да ќе снимам како учам, како се паѓам, како вежбам и така натаму. Лани возев, не дека не возев, не премногу, меѓутоа доволно, за да искусам некои ситуации, помалку или полесни тешки. Возев и сам неколку пати на TET и на ACT патеки и возев на 2 настани. И да бидам искрен, дефинитивно многу повеќе напредував и многу повеќе ми се допадна целокупното искуство кога возев на настан. Да, кога возите сам или со уште еден пријател офроуд на некој ACT или TET патеки има своја драж, не дека не, и не го исклучувам тоа како опција, меѓутоа за мене како несигурен возач, почетник, кој што спремен е да ризикувам во ограничени мерки, возење на настан беше неспоредливо подобро искуство. Епа, ајде да пробам да набројам неколку работи зошто од моето лично искуство мислам дека треба да возите на настан. Прво и основно, имате логистика. Значи, логистика во смисол на тоа дека организаторот најчесто собира група на луѓе кои што имаат различно ниво на искуства. Секогаш има некој што е поискусен, не секогаш има луѓе што е почетници. И ја губите поентата и нели потребата да бркате некого на патека. Да, може да ви засмета некој кога се вози во поголема група, мора да внимавате да го подесите своето темпо на возење, меѓутоа многу повеќе може да научите кога гледате некој поискусен какви линии фаќа, како се однесува на различен терен и така натаму. И најбитно, зошто е добро да имате луѓе покрај вас, поискусни луѓе. Прво, затоа што ќе знаат кој терен можете, не можете да го поминете, како треба да се подготвите. Ако не успеете од прва, ќе ве посоветуваат како да го направите тоа од втора, трета, четврта, пета и така натаму мајка. Но многу битно е затоа што има некој да ви помогне да ви го дигне моторот, односно го ќе ви падне моторот и го ќе ви падне 5 пати поред или 6 пати поред на една стрмна угорна со огромни камења и кога физички ќе се исцрпите после првото дигање, нормално е многу подобро кога има други луѓе да ви помогнат да ви го дигнат моторот. Сега, тоа е едната работа. Тоа на некој начин се надокнадови кога возиш во група. Кога возиш барем со уште еден возач. Меѓутоа, кога има повеќе луѓе, кога е организирано, кога има повеќе луѓе кои што на вашето ниво на возење, тогаш може да се најдете лесно некој со кој што паралелно ќе си ги надминувате препреките кои што ги имате. За мене еден многу битен момент беше колку сум опуштен кога возам на настан. Затоа што знам дека има луѓе пред мене, знам дека има луѓе позади мене, знам дека има луѓе со квад кои што затвараат патеката на возење и кои што собираат секој што заглавил или му помагаат да се отглави и едноставно знам дека ако негде нешто направам како што не треба, ќе има кој да ме подучи како да излезам од ситуацијата или ќе да ми помогне како да излезам од ситуацијата. И тоа ми даде мене екстремно многу поголема самодоверба и слобода да влезам во поголем ризик. Не зборуваме сега да правам глупости, да, не знам, дигам на едно или да скокам и така натаму, далеку сум од тоа, меѓутоа психички кога го знаеш теретот дека ти е многу помал, да ако направиш беља дека ќе треба многу да се мачиш, затоа што паѓав ја и сам кога возев, паѓав и со уште еден човек кога возев. Се заглавував во некои калишта и така натаму во различни ситуации, но сепак психички екстремно многу е полесно кога имате организирана група.
Втора битна работа, веќе ја спомнав, логистика. Значи, знаете дека не само мотор, туку може да дојде джип, може да дојде квад и може да дојде медицинска екипа, не дај Боже, ако ви затреба за да ве извлече од некоја ситуација. Значи, може да биде најбанална и најмала повреда, фактот дека сте свесни дека има решение или некој смислил решение и те како многу влијае за колку опуштено ќе возите. Зошто е битно да возите опуштено? Затоа што нема да напредувате во својата техника, во своето знаење, ако не сте опуштени, ако не сте подготвени да излезете малку по малку надвор од својата комфорт зона. Верувате ми, возев неколку пати на тет патики во Унгарија. Возев неколку пати, односно 2-3 дена низ Хрватска на ACT, на Велебит и така натаму. Возев сам, во најголема мера. Предпазливоста, цупкање со нозе, одлуката дали да поминам од оваа или од таа страна. Значи, многу поспоро се тоа случуваше, многу повеќе се викаш чекај сега да го преземам тој ризик, да не го преземам. Па на пат сум изразен, па што ќе се случи ако не знам паднам, па потежок ми е моторот затоа што носам и товар, торбици на мене, па не знам тенкбек, па не знам наоблечен си цел со јакна, со едно со друго, што немаш толку простор да бидеш комоден. Кога возиш на настан, ги имаш само основните работи с тебе. Може би имаш вода, имаш некаков основен алат или некаков едно ранче со себе. Ништо повеќе, затоа што логистиката е обезбедена, затоа што знаете дека и алат не треба да носиш, затоа што има некој што носи друг или заедно ќе може лесно да најдете на предвидениот терен алат, затоа што не одите на непозната дестинација. И затоа се опуштате многу повеќе и сте спремни да малку повеќе ризикувате. Степенот за кој што јас успеав да се ослободам и да напредувам во своето возење на овие два настани на кои што бев 3, на кои што бев минатата година, е неспоредливо со било што возев претходно. Да, после тоа кога ќе отидов да возам сам, се чувствувам малце послободен. Меѓутоа, ни оддалеку повторно не го почувствував тој момент на слобода и на подготвеност да ризикувам или да преземам ризик за да вежбам некоја нова техника, за да поминам низ некој дел кој што инаку не би бил спремен. Во Србија на Соре со мотор кој што првпат во животот го возев, мислам позамен од пријател, пошто не можев да го возам мојот мотор, поминав такви патеки, такви сингл трейлс делови, кои што ја кога завршивме дента, ја просто не можев да поверувам дека тоа сум го поминал, дека сум го изведел. Значи не ми се веруваше. Да, на една ситуација, на една угорница влажна, и растресена земја, камења така натаму, заглавив, не можев да излезам. Двајца, тројца на крај таму заглавивме. Меѓутоа, освен тоа, темпото на возење, патеките кои што ги поминавме, кал, вода, потоци, угорници, удолници, ја буквално ден денеска не сум свесен како сум го поминал сето тоа. И трето е мотивацијата. Значи, не знам колку ви треба вас, сами или во мала група, да се измотивирате да поминете некоја делница, да завршите некоја етапа и така натаму. Меѓутоа, кога возите на настан, прво и основно знаете која ви е почетна, која ви е крајна точка. Дефинирани се, знаете дека треба да се вратите назад во камп. Знаете дека патеката ден, 2, 3, 5 претходно некој ја проверил. Некој знае каков е теренот и свесно оди натаму. Значи, во ситуации, например, како ТЕТ и како ACT, многу често природата ги менува условите на возење. Многу често влегуваме во ситуација кога што да, можеби пред 2 месеци сме поминале по истиот тој пат, меѓутоа сега веќе не е истиот тој пат. Кога се вози настан, најчесто организаторите ги проверуваат рутите не само месец дена претходно, туку и ден, 2, 3 пред самото возење за да проверат да нема некој паднато дрво, да нема некоја секција каде што е многу вода и така натаму. Се задивив ја во приказката со настаните затоа што има многу убава заедница. Затоа што атмосферата навечер кога ќе дојдеш или попладне кога ќе дојдеш и пивото кога ќе го дигнеш да го испиеш првото после возење е скоро еднакво како пиво после баскет. Нели? Соодветно на љубовта кон сите овие три работи. Меѓутоа, верувајте ми, запознав толку многу луѓе, толку фини луѓе, толку добро друштво, толку убаво си поминувавме во некои ситуации, без брзање, без притисок, без ништо. Што едноставно свикам, мора ова да го направам за да им го овозможам ова искуство или да ги убедам повеќе луѓе да го пробаат ова искуство. И затоа, кога помина првиот, па и вториот настан лани, седнавме со уште една друга будала као мене и се договоривме дека ќе правиме настан. И така се роди Марк. Macedonian Adventure Ride Camp. Оваа година е на почеток на јуни, поточно од 5 до 7, петок до недела, и
почетна точка, основна точка ни е кампот Љубаништа во Охрид. Допрва сега во мај ќе одиме да ги трасираме патеките. Пријавите се веќе 2-3 месеци отворени. Имаме преку 35 луѓе пријавени. Бројката ќе ја задржиме некаде до 50-55 максимум, затоа што сакаме да обезбедиме максимално добро искуство за оние што ќе дојдат. Нас ни е прва година да организираме. Фала Богу, пријателите од регионов кои што организираат со години вакви настани ќе дојдат и ќе ни помогнат. Меѓутоа, сепак во Македонија оваков тип на настан за нас е прв пат да се организира. И не сакаме да дозволиме да имаме премногу мотори, да имаме премногу учесници и да не можеме да гарантираме барем на некое задоволително ниво нивната безбедност. Затоа бројот ќе го ограничиме сериозно. И што да ви кажам, ако возбудата моја и желбата моја да го организираме сето ова и да отидеме на уште повеќе вакви настани, кои што веќе и годинава веќе сум пријавен уште 2-3 други, дека ќе одам, не успеа да ви убеди, тогаш отворете мапа, видите Галичица како изгледа, замислете си го на моментот на горе кога ќе се станете на Галичица и ги видите двете езера, влезете во националниот парк и замислете си дали сакате да влезете во таа природа и да уживате и да возите во некое флоу во кое што буквално ќе заборавите на се друго. Погледнете програмата, ние ќе имаме рели, Дакар рели возач, кој што ќе дојде да ве учи да вози на специјално дизајниран полигон, ќе работи со вас, односно ќе работи со сите учесници и со мене, нормално, се надевам, ќе имам врски и протекција како организатор. Ќе имаме луѓе кои што се професионални, односно полупрофесионални рели возачи, кои што на пример ќе дојдат директно од Хелас рели во Грција, со целата своја екипа, кои што меѓу другото најверојатно и ќе научат како да подесиме суспензија за возење офроуд. Се уште тоа не сме го договориле во детали, меѓутоа ќе има доста забава, ќе има луѓе, ќе има приказни, ќе има многу убаво возење. Тоа ви го гарантирам. Какво сака нека биде времето, какво сака нека биде природата во која што ќе се движиме, Галичица сигурно нема да не разоџара. Јас сум 100% убеден дека барем еден од вас успеав да убедам да проба да вози на настан за да се опушти да вози офроуд. Сигурен сум дека имате мотори кои се подготвени да возат офроуд. Можеби ќе треба да промените гуми, ако имате стрит гуми, можеби ќе веќе имате гуми кои што се подобни да возат офроуд, ама Боже мој, за тоа си го купиле моторот. Некоја основна заштита, за да знаете дека нема пластиката толку лесно да ја искршите и се гледаме на марка.